Ова утро сум во Државното средно училиште со ресурсен центар Димитар Влахов, Скопје. Поводот за ова интервју е 71 година од постоење на училиштето, а учениците направија една прекрасна представа насловена "Што е среќа". Лука Вановски со мене тука утро, кој што беше водител на представата, и Александра Јаковчевска, директорка на училиштето. Лука ќе ни кажа за подготовките, за тоа што е среќа, како помина целиот настан, и ќе зборуваме за патрониот празник, за името кое што е преименувано сега на училиштето. Сето тоа ќе бидат теми на овој разговор. Лука, здраво! Здраво, Како си? супер вие. Благодарам, одлично сме ние. Додовме да ве посетиме и да ни кажеш што е среќа. Што е среќа за тебе? Среќа е да сум запишан во најдоброто училиште на светот и да имам добри другари, нели? Браво! Кои ти се другарите, ќе ги поздравиме? Да. Сакам да испратам поздрав до Илина и Самир кој што денеска не е овде. Браво! И верувам дека кога ќе гледате интервјуто ќе ви остане во сеќавање и ќе знаете дека сте се поздравиле. Ти имаш една задача да ни кажеш што е среќа, односно да им кажеш на сите присутни што е среќа и да ја водиш представата по повод 71 година, како што велиш ти, од најдоброто училиште Димитар Влахов. Да. Како се снајде во целата таа улога? По мене ми беше лесно. Добро. Што требаше да направиш? Која беше твојата улога? Требаше да напишам состав за домашна работа, што е среќа, и да ги прашам сите мои другари што е среќа и тие да ми одговорат и јас да го напишам составот. Лука, што е среќа за твоите другари? За тебе ни кажа дека среќа е да учиш во ова прекрасно училиште, а што кажаа твоите другари и другарки? Што е среќа за тебе? Моите другари кажаа, некои кажува дека е среќа да пееш, да свириш, да играш, да се дружиме, да... Браво. Одлично се снајде во улогата, бидејќи кажа ти беше водителот, го напише и составот што е среќа. Директорка, за вас што е среќа? Што вас ве прави среќа? Па за мене е среќа нашето секојдневно опкружување. Навистина е среќа кога еве ќе слушнам дека дечињата се среќни затоа што учат во најдоброто училиште, затоа што секојдневно сите наши наставници, административен и технички персонал се труди барем малку да го смени секојдневието на овие деца и да ги направи среќни и задоволни од образовниот процес, меѓутоа и од нивното секојдневно битесување во училиштето. Често пати го потенцираат учениците дека навистина се среќни што учат во училиште, неколку внимание им се посветува на нив активности и преку сите овие водителски на некој начин представи или презентирања за училишните активности кажуваат преку нивните состави дека навистина се среќни. Одбележавте 71 година постоење на училиштето, што е навистина импресивна бројка да се обстојува толку долго. Кои се оние значени активности? Ги има многу, претпоставувам, во овие 71 година, но ева во изминатава година со што особено се гордеете. Верувам и проектот што е среќа ќе го вклучите. Има навистина многу работи со кои што се гордееме изменатава година. Јас сум еве една година директор и можам да заокружам еден период во кој што навистина најдовме многу донации, донатори, пријатели на училиштето. Потоа нешто што е многу важно не само за нашето училиште, туку и генерално за образовниот процес е тоа што се трансформиравме. Училиштето сега има нов назив, Државно средно училиште со ресурсен центар. Тоа значи дека ги покриваме и средните училишта во кои што редовните средни училишта во кои што учат деца со оштетен вид преку возможување на образовна асистенција. Значи тоа е новитет во Законот за средно образование првпат оваа година и првпат оваа година децата кои што се имаат попреченост генерално и оштетен вид во нашиот случај имаат образовни асистенти во редовните средни училишта. Ние сме тука како центар за подршка со нашата експертиза и со сите човечки материјални ресурси да им помогнеме и на асистентите кои што работат со овие дечиња и на самите ученици вклучени во редовниот образовен процес. Како бевте задоволни од што е среќа? Да. Она што го замисливте за време на, односно за постоењето од 71 година
патрониот Оваа празник? година заокруживме 71 година од постоењето со една навистина исклучителна представа, да кажам, или изведба на нашите ученици. Насловот беше "Што е среќа" и во текот на целата изведба буквално учениците беа во потрага по тоа што е среќа и она што јас можев да го забележам е дека среќата е во мали работи и дека малку е потребно за среќа. Представата и самата изведба и настанот на денот на нашиот патронен празник, на одбележувањето на нашиот патронен празник, помина прекрасно. Салата беше преполна. До последното место навистина беше емотивно доживеана представата од страна на публиката, а и децата беа многу задоволни со нивната изведба. Во оваа прилика исто така сакам да ги поздравам и да им се заблагодарам на сите наставници кои што учествуваа во припремата на оваа представа, пред се нашиот наставник по македонски јазик Марија Гучева, која што го напише и сценариото за оваа представа, и секако наставниците по музичко, затоа што и во нашето училиште функционира нижо музичко училиште, каде што учениците се едуцираат да свират хармоника и пијано и солфеж. Исто така и тие наставници дадоа свој придонес за да самата представа биде проткаена со многу музички точки и изведби. Бидејќи не споменавте, ќе споменам јас дека представата имаше и хуманитарен карактер и уште еднаш овие деца докажаа дека покрај тоа што и се со оштетен вид сепак помагаат на оние другите на кои што им ја потребна помош, се собраа средства онаму каде што е најпотребно. Така. Па да, после изведбата имавме уште една изведба на представата, од хуманитарен аспект беше изведбата. Во моментот има колега кој што се соочува со неговиот син се соочува со тешка болест и сите средства од представата собрани, представата игравме прочем за деца врсници од училиштето, од основното училиште Ѓурѓе Пулевски. Сите средства што ги собравме од името на учениците на нашето училиште беа уплатени на сметката за донации таму каде што беше најпотребно, како што кажавте, да. Јас се благодарам за одвоеното време. Лука, ќе се поздравиме и ќе се видиме пак, нели? Да. И ги поздравиме. На присуството. Благодарам и на вас за тоа што бевте гости во Здраво Македонија. Следен пат можете и да ни дојдете во студиото, во Канал 5 и вие да ја видите нашата телевизиска куќа. А до тогаш ќе ве поздравиме, ние ќе ги следиме активностите на училиштето и секако до следно видување. Директорка, благодарам. Благодарам и на вас и добро дојдени сте во секое време.